Престоите на Канал Плюс телевизија. Следи кратка најава за дел од настаните во нив. Државниот инспекторат за земјоделство спречи акција за откуп на нелегален тутун, преку која се запленети 3520 килограми тутун. Од инспекторатот апелираат пред време да не се започнува откупот на тутун. Заменик министерот Ванчо Костадиновски вчера беше во посета на Делчево. Тој ја посети една од најдобрите фирми во Делчево, фирмата Рудине за откуп и преработка на обошје. Со новиот оперативен план ќе се вработат 13.500 лица. За реализација на оперативниот план ќе бидат инвестирани 710 милиони денари. Усвоен е новиот оперативен план за намалување на невработеноста за 2016 година. Во фокусот се младите невработени лица и лицата со инвалидитет. За спроведување на овој план обезбедени се 11,5 милиони евра. Со оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година ќе бидат опфатени 13.500 лица. Нашето очекување е дека ќе се пријават околу 13.500 лица, а планирано е околу 8.700 лица од овие да остварат ново вработување. Со овој план ќе се поддржи отварањето на 920 нови микрокомпании, ќе се поддржи само вработувањето на 300 лица со инвалидитет, ќе се субвенционира отварањето на околу 5700 нови работни места во приватните компании. Во оперативниот план се воведуваат и нови мерки за стимулирање на вработувањето. Ќе овозможиме грант во износ од 10.000 евра за отворена приватна детска градинка и грант од 12.500 евра за отворен приватен дом за стари лица. За вкупно 20 нови правни субјекти или вкупно 100 нови вработувања кои што ќе влијаат за создавање на дополнителен капацитет за над 400 деца во градинките и над 400 стари лица во старските домови. Се воведува и нова пилот мерка за лицата кои се во работен однос. Инаку со програмата за намалување на невработеноста која започна од 2007 година, невработеноста е намалена за 11%, од 38% на 26,8%. Заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски на градскиот пазар во Делчево ги слушна проблемите на земјоделците. Производството, пласманот и субвенциите беа главната тема на разговор. Колкава површина имаш? Површина имам од ова 4000 корона. Ова имам 3 декара 4. А од тука ли си, од Делчево ли? Кимово. До Веница одма. И со откупо имаш и проблема, гледам дека брзо ти се троше. Адмесителот е моје производство, за тоа. До оделе со делчоси, 2-3 души. До она крштат, идат за штип кочани, кршнеме по едно кафе, видат. Субвенции како? Субвенциите доаѓаат ли? Доаѓаат, има. И како е? Па видете тишкотија додека да се уклопиле. Ми се сливата цената. Почна да се нуди од 10 динара, па стига пред 2 години до 16 динара. Во овој регион голем интересот значи за добивање на земјоделско земјиште во државна сопственост и за таа цел им е потребна земја метар квадратен повеќе за да може да ги прошират своите површини со овошни насади и да може да остваруваат производство кое што ќе го предаваат или во преработувачките капацитети или на пазарот. Костадиновски ја посети една од најуспешните фирми во регионот, фирмата Рудине, која што по ИПАР програмата има 4 апликации, од кои 2 програми веќе ги реализирала. Во вториот проект набавивме нов фриждер за длабоко замрзнување, кој за непони 12 минути производот го замрзнува, кревајчи го на висина од некои 10 сантиметри и доаѓа на ролен замрзнување секој поединечен производ. Така да проектот беше комплетно исто реализиран, набавени се дел нови машини за автоматско вадење на семката. Во тек исто така обработка на апликација која што е во износ од околу 300.000 евра и која што е наменета исто така за подобрување на капацитетот за преработка на производите кои што се превземаат од кооперантите од општина Делчево.
Инаку во изминатите неколку години, само за набавка на механизација во Делчево се инвестирани 11 милиони денари, а преку програмата за рурален развој реализирани се неколку важни инфраструктурни зафати во руралните подрачја во Делчево. Жителите од општина Делчево и посебно оние кои што се во руралните подрачја, најголемиот дел од општина Делчево се рурални средини, рурални населени места, и овозможуваме преку програмата за рурален развој да бидат изградени локални улици, локални патишта, канализациона мрежа, доводна, одводна канализација и се она што представува инвестиција во руралната инфраструктура. Водиме грижа за Источна Македонија. Тука заедно со локалната власт, централната власт има голем број на проекти и се надеваме дека во наредниот период тие ќе продолжат. Од Министерството најавија дека субвенционирањето преку директните плаќања на земјоделците доследно ќе се почитува и во наредниот период. Државниот инспекторат за земјоделство сака да упати една порака до сите тутунопроизводители, бидејќи е забележана илегална продажба на тутун. Согласно законот, тутунот, откуп на тутунот не може да почне пред 15 ноември, а најдоцна до 15 декември. Вчера во активностите на инспекторатот запленети са 3520 килограми тутун нелегално откупен. Тој тутун е одземен и јасно кажувам дека нема да се дојде до саканата субвенција од тутунопроизводителите, бидејќи се предава на црн пазар. Исто така апелирам до компаниите да не почнуваат пред време со откуп, затоа што се уште немаме мерила, немаме мостри изработени од страна на Министерството, од страна на Сојузот на тутунарите и од страна на Институтот за тутунот прилеп, и никако нема да дозволиме да се излезе од рамките на законите, подзаконските акти и она што се вика еден мирен и регуларен откуп. Неопходна е револуција во дневното мени, советуваат нутриционистите. Што помалку хемија во исхраната, толку поздрави поколенија. Во спротивно, не можеме да станеме имуни на модерните болести. Здравите навики се градат од дома, но мора да имаат континуитет во институциите во кои децата поминуваат поголем дел од денот. Министерството за труд и социјална политика со силна кампања за вметнување нови стандарди во исхраната на дечињата, од едукативни работилници до практична земјоделска работа. Денот посветен на здравата храна беше само подсетување како воспитувачите и негователките во градинките треба барем 1 час дневно со креативни примери постепено да им наметнуваат здрави продукти на децата. Градинката Гоце Делчев во Виница ги прави првите чекори во променат на дневното мени кое храни 400 дечиња од 9 месеци до 6 годишна возраст. Особено обрнува големо внимание на сезонските продукти, грозје, сливи, праски кајси, лубеници и така натаму. Значи, се трудиме секој пат колку можеме поголема количина. Дори имаме и налог барање на Министерството, значи и даваме и податоци за количината месечна, годишна потрошувачка. Знаеме дека здравата храна е многу важна за развојот. Во вчерашната работилница активно беа вклучени и родителите кои според вработените се тие кои треба да дадат максимална поддршка со совети кои ќе произлезат и од домашните рецепти. Ние сметаме дека прво треба да се појде од семејството. Семејството е тоа што највеќе придонесува како да се хранат децата. Дали препораките од нутриционистите целосно ќе го исфрлат и белото брашно од дневна употреба? Отпорот во тој дел се уште затајува. Еднаш неделно, 5 дена да се користи црн леб. Меѓутоа се случува децата да го одбиват, бойкотират, не сакат да јадат. Инаку сакаме, значи, и веќе неколку време практикувавме, значи еден ден во неделата да користиме црн леб. Треба малку и родителите, значи, да вршат едукација. Според надлежните, промената на менито во детската градинка нема да ја зголеми партиципацијата која ја плаќаат родителите, така да единствено останува нашата желба и труд да ги менуваме работите, но и сваќањата кои претходно ги наметнале по старите генерации, кои воопшто немаат допир со компјутерите и мобилните телефони. Полицијата од пристанишкиот албански град Драч открила лабораторија за преработка и пакување на марихуана. Во акцијата координати се уапсени 7 лица и запленети 700 килограми марихуана, кои биле откриени во една вила.
Станува збор за организирана криминална група која марихуаната ја набавувала во Тирана и Скадар, ја преработувала во Драча, потоа ја шврцувала надвор од земјата, главно во Италија, се наведува во полициското соопштение. Канаѓаните утре ќе излезат на 5 парламентарни избори во последниве 11 години, на кои се очекува неизвестна трка за победа меѓу владеачките конзервативци и опозицијските либерали. Но според анкетите на јавното мислење, децениската доминација на конзервативната и на либералната партија на овие избори ќе помати социјалдемократската нова демократска партија, која веќе е етаблирана како трета политичка сила во земјата и може да земе пристоен дел од колочот при разделбата на претеничките места. Во такви услови, аналитичарите оценуваат дека независно од тоа кој ќе освои најмногу претенички места во долниот дом на федералниот парламент, Канада ќе влезе во период на управа на нестабилна малцинска влада. Северна Кореја ги отфрли новите преговори за својата нуклеарна програма, одбивајќи ги разговорите за ова прашање со Јужна Кореја и САД и повика истовремено на мировен договор со својот јужен сосед. Севернокорејското министерство за надворешни работи соопшти дека било какви преговори за нуклеарната програма на земјата не можат да се најдат на преговарачка маса, додека договорот потпишан на крајот од конфликтот меѓу двете Кореи во 1953 година не биде заменет со целосен и сеопфатен мировен договор. По пауза од 2 недели вчера се одигра првиот надпревар од 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига меѓу екипите на Работнички и Брегалница. На арената Филип II во Скопје дербито заврши без погодок, по кој двете екипи мораа да се задоволат со по 1 бод. Сега овие две екипи имаат по 11 поени, со тоа што Работнички има одиграно надпревар помалку. До сега Работнички има само една победа во сите досегашни надпревари. Веќе денес следуваат останатите надпревари од ова 10-то коло, и тоа: Младост Царев двор Шкендија, Шкупи Вардар, Силекс Металург и Ренова Турново. Овде е крајот на вестите, следното информативно издание во 16:30. Имајте пријатен ден.